Добро вечер. Нова епизода Cyber Команда 90 и некоја, вкупно 30 и некоја од оваа сезона. Не ме држите за збор, ако толку ве интересира, ќе видите ќе видите на насловот на ова видео. Јас сум Филип Петровски, редовен термин 27:30 во сабота Infomux YouTube канал. Помина уште една недела, легендарна недела, робустна недела, драматична недела, многу работи се случуваат, ништо не знаеме зошто се случува. Државните органи, структурите на власт практично прават нешто кое што нема фингерпринт, нема текст, не можете да проверите. Треба да им верувате на збор. Они викаат ова е најболе, ова е најдобро, сигурно е така. Верувајте ни на збор, меѓутоа од едно искуство од над 30 години, како што ги гледам политичките елити, ја не би да верувам, ја би да видам документи. За мене е енигма зошто се уште го нема договорот со Бехтел и Енка или Енка и Бехтел. Самата власт тврдеше дека е тоа најкриминалниот договор на сите времења и правеше пресконференции редовно против тој договор, меѓутоа дојдоа на власт, сменија плоча, а ние не го видовме документот се уште. И се уште тој договор тајна. Значи, како што овој криминален договор стана договор кој што единствено ја движи економијата, па мицко се фали у Европа дека сме први. Така и овој договор, кој што за мене многу чуден со Британија, се уште останува тајна. И завиене, завиткане во мистерија. Нема детали, има само пиар операции, си се сликаат, си се шетаат, си подпишуваат, се смеат. Кога ги прашуваат директно за бегалци, одговараат округло, па на ќош, па со замена на тези, па со word salad и така натаму. Значи све зборат, само за тоа не зборуваат. И тоа за мене пака многу чудно. Особено затоа што во Британија, во повеќе медиуми, и тоа го објави Infomux, е објавено дека станува збор за државни интереси на Британија да се откачи од инвазијата на овие што се имигранти, кои што бегаат од мошне сомнителни подрачја. Добар дел од нив имаат сомнителен бекграунд, минато учествувале во сериозни воени операции, действија и така натаму. Се разбира, Британија ќе си ги сочува за себе тие што имаат посериозен интелектуален капацитет. Ако некој има капацитет да им допринесе во нивното општество, они нема да ни го пратат на нас. Би го сачувале за себе. Значи, останува да ги вратат оние кои што не им одговараат по ниеден стандард или кои што се можни прекршители на закон, екстремисти, можни организатори на тероризам и така натаму. Тие би ни ги вратиле на нас. И ние тоа во детали го разглобивме во вторникот во Тешки моменти. Можете погледате кратки видеа, рилсови, или можете да погледате целата епизода. Таму ќе видите добар дел од оваа тематика. Умеѓу време, Ацо отиде таму овластен од владата, го потпиша договорот и пак ништо не видовме, освен што знаеме 6 милиарди и знаеме дека, не знам, ќе правеле болници и пруга. Пругата е 2 милиарди, ако не се лажам. Нема рок, значи за таква пруга треба да има прво feasibility студија, да видиме дали е воопшто можна, пошто нели 160 км на сат, што значи дека ако влезете од Србија, вие би патувале 40 минути до Грција. Исто така, пака интересна работа што треба да имаме на ум кога се работи за тие брзини. Но ја не мислам дека е воопшто можно таква пруга. Пак реков, проектот сигурно година-две ќе земе. Таква пруга не можеме ние да завршиме согласно на све што сум го видел како работиме патишта, пруги, реновирање, дотерување у наредниве 10 години. Значи,
не умре магаре до зелена трева. Е работава, ама ако сакате, it's okay. Сервирана една фантастична приказна, која што колку е поневеројатна, толку е полесно да се прифати и да се лапне јадицата. Нормално, за оние што ги спомнуваме дека се верни следачи од местните комитети и во последно време се учесници во сериозното разградување на државата по линија на партиски интерес, помалце, а повеќе по линија на интерес на тесна група на луѓе кои што работат за себе. Вас ви фрлаат коски, да речам трошки, а сериозните тендери ги оставаат за себе. Еве најново што ме изненади, ново формирана фирма со српски власник, без бекграунд, без вработени, ќе шие униформи за полицијата за скоро 4 милиона евра. Па ако ова на вас не ви е сомнително, тогаш кркајте локуме. И тоа не е само единствен, изолиран пример, па ајде да кажеме, дечки, добро, ајде, сакаат некоја паричка да направат, иако ја тоа никад не би го кажал. Но еве, може некој да каже од местните комитети, од штабовите, овие активистите по социјални мрежи, што не поврзуваат со Заев, а Заев никој нити го гони, нити го испрашува, нити го проверува, нити е покрената истрага, нити е доведен во прашање неговиот ангажман кога бил премиер, нити е прогласен за предавник за преспанскиот, ништо. Значи, ништо Заев не го спомнува власта воопшто, освен на пресконференција дека он е крив за Кочани, например. Така што, да се вратам на оваа фирмата што ќе шие, која што има странски власник, се почесто гледаме такви фирмички, кои што се формирани сега во време владењето на оваа гарнитура, очигледно наменски. Значи не е ово единствен тендер од 4 милиона, има многу тендери од по 4 милиона, но, пак ќе речам, ако ви одговара, мене Филип Петровски не ми пречи. Јас сум само еден од тие 2 милиона кои што солидарно, заедно со сите вас, ги плаќаме нивните акробации, нивниот лагоден живот и нивното богатење за неколку генерации унапред. И сега се вратам на фантастичните 6 милиарди евра кои што во многу ги надминуваат 1 милиарда на Циле, а очигледно инспирацијата е таа. И апропо таа милиарда или споредено со неа, опосле стана јасно дека тоа била сериозна операција, дека поради таа 1 милиарда дојдовме во конфликт со Кина, дека било испланирано дека Кина ќе ни стави вето за Умпредеп, дека Умпредеп ќе се повлече од северната граница и дека границата ќе остане гола, па дека после тоа ќе дојдат бегалци од Косово, а од Македонија ќе биде логистичкиот центар за напад на Србија, логистичкиот центар на НАТО. Значи, 1 милиарда на Циле имаше фантастично представен проект. Па има видеа, па ова ќе правиме, па она ќе правиме, брада. Ни видовме проекти, ни видовме пари, но видовме соголена северна граница, укината безбедност и во 99 година 360.000 бегалци од Косово. Па неќам да верувам дека има некои сличности. Но да ми ви каже или да ви каже Филип, не постои држава во светот, во неколку вековната историја на меѓународните односи,
која што дала волкава сума или многу помала сума на пари само затоа што и се допаѓа државата на која што и даваат или па им се гледа убав премиерот или председателот или двајцата заедно. Значи мора, овде подпишувам и памтете оваа епизода, ќе извадиме ова делче во рил. Подпишувам дека мора да има во пакетот нешто што не ни одговара. На нас како народ, а на политичката елита и гајле. Во најмала рака треба да се види колкави се каматите. Оти не знам дали знаете, news flash, парите не се без камата. Значи не е тоа подарок, него тоа се позајмици или кредити, или како сакате наречете ги, кои што ќе треба да ги вратиме со камата. Сега, добар дел од вас имате кредити. Такво е нашето општество. Кај нас се земаат често кредити за станови и така натаму. Нејде околу 8 милиарди евра дужат македонските граѓани и фирми на македонските банки за кредити. А нејде околу 9 милиарди евра е целокупната заштеда. Тоа е некој сооднос кој што често се прати. Банките мора да ги имаат за да ги сметат, за да ги даваат и после ви ги наплаќаат парите. Банките живеат од тоа. Зимаат ваша заштеда, вашата заштеда ја пласираат со одредени строги правила кои што ги дефинира Народната банка на Трајко Слаевски. Имам и за тоа нешто ви кажам малку подолу. И они ги пласираат парите, чуваат резерва и од пласираните пари, вашите пари, малку ви даваат каматичка на вас, а поголема камата наплаќаат на тие што земале кредити, односно на вас. Значи камата ако штедите мала, а камата голема ако зимате кредити. И у таа разлика банката живее и прават во Македонија околу 200-300 милиона евра годишно заработка од вас. Имаат и други начини на секоја уплата, но тоа околу банките во некоја друга епизода. Сега, ако ви дадат 10.000, 20.000, 50.000 на 10-20 години, вие ќе вратите без малку дупло околу 100.000. Колку ќе врати Македонија камата на овие 6 милиарди? Не се знае. Колкава е каматата? Не се знае. Кој ќе ја врати каматата и колку се знае? Вие ќе ја вратите. На вас ќе ви ги цедат джеповите. Нема да ја врати Мицко. Нема владата да ја врати. Вие ќе ја вратите. За мене е сулудо. Апсолутно сулудо. Без голема и сериозна државна дебата со вклучени интелектуалци, професори, прво да не се дискутира за проекти, за развоен план на државата, да се донесе прекумано евентуално една сериозна стратегија за развој на државата, која што би била планска, за да има после јавната дебата увид секој што го чека во иднина во оваа држава. Значи, пругата ќе се изгради до тогаш. Вие ако ја погледнете програмата како да кажам, илуминатската програма 1198, таму гледате дека ги имаат пругите они, ама квантификацијата им е за сите пруги 28-29 сега они измодифицираа 160 км, 110 км. Меѓутоа таму пишува 25-6 изработка на програми. Сега, што тоа е точно, што не е точно, нема јавна дебата. Тоа е некој у партијата седнал, искуцал на компјутер и на Мицко му се свиѓало и го расфрлале по членовите. Што тоа е изводливо? Што може научниот капацитет на оваа држава преку професори, преку факултети, преку МАНУ да го потврди како реално, а што како фантастика, научна фантастика, science fiction, треба да се разлучи. И
Треба да се знае. 25-та, 6-та, 7-та, 8-та, 30-та, 40-та, 50-та. Значи, краткорочни, среднорочни, долгорочни планови. Ништо од тоа нема. Па вие гледате министер кој што подпишува 6 милиарди и ве задужува, и гледате болници што се распаѓаат и немаат основни преврски за изгорените откочени, улегени ги мијат. Тоа е таа дискрепанца. И друго, што мене ме плаши, што во овие 6 милиарди има многу голем дел непродуктивни трошоци. Државата не развива индустрија, не развива бизнис обкружување, освен нели на овие нови фирми што им дава по 3, 4, 5 милиона евра. Ја тебе, војводо, ти мене сердаре, под маса, ала жвериш. Значи, не развива сериозна индустрија, сериозна бизнис клима, не развива наменска индустрија. Државата треба да има наменска фабрика за муниција, за униформи и така натаму, со државен капитал. Зашто тоа да го прават странци? Зашто да го прават под сомнителни околности? Па побогу, сте ги виделе ли полицајците у тоа нивните униформи, кои усрани се у панталоните? Па тоа не вреди ни 10 евра, таа униформа. Ама кој знае колку ја наплаќаат? Значи, сега ние од милиардата на Мицко од Маđарска правиме клупи, паркчиња, шеталишта, непродуктивни, и сега од плюс 6 милиарди ќе правиме болници и така натаму. Не викам да не се прават. Тоа треба биде развојот на државата. Тоа државата треба да го финансира од сопствени сили без да се задолжува. Ако сме држава, а ако не сме, имате за помалце од година дена 7 милиарди фантастични евра задолжување на државата од страна на Мицковски и неговата екипа. За мене ова многу опасна позиција, одење по жица, меѓутоа не оди он по жица, целиот народ и државата. Ако проверите, и јавниот долг енормно ќе се зголеми, и надворешниот долг се зголемува, и процентот е во црвена зона каде што државата дури може да отиде и во банкрот. Ама ако сакате, ја немам ништо против. Сега имате локални избори за брзо време, дајте му ги сите општини, пошто он ги сака сите општини и вика дека ќе победи у сите општини. Дајте му ги сите општини, нека прави што сака. Вие можете си земете пасоши, можете си емигрирате и така натаму. Овде, со овој процент на екзодус, со овој процент на уништена младост, иднина нема. И епизодата ќе ја завршам само со една паралела, и тука ќе го замолам режисерот до мене да ја ставиш истата слика што беше во Тешки муабети, дамите и грациите у бело и народот у црно. Еве, до сега веќе си ги ставил, пошто ти си визард. Човекот позади камера е визард. Еве ги гледате тука. И сега, од другата страна, еве, режија, ќе те измалтретирам, ќе ми ставиш овде текст 7 милиарди евра. Само текст напиши. 7 милиарди евра. И јас сум сега у средина. Овде се 7 милиарди евра, овде се грациите у бело и народот у црно. Ако од овие 3 работи, без да коментирам, не ви е се јасно, ако вие, значи ако вие, значи стварно заслужувате да ве газат. Стварно заслужувате све што ќе им текне да ви прават. Душата да ви ја земат. Жално е што му се случува на народот, ако мене ме прашувате. Ако народот не ја најде во себе она аристотеловска зоон политикон, значи, или одлучувате за политика, или политиката одлучува за вас. Одберете каде сте.
И тоа не викам да правите партии, него да имате став. Ако немате став, ќе ви го формираат ставот. И ќе ви кажат дека е убаво 7 милиарди. 35 години не сме дошли до 7 милиарди, ово е за една година дојде. 35 пати побрзо ја задолжи државата од што би било нормално. Секоја влада у светот, одговорна, гледа да го намали задолжувањето. Секоја влада која што купува ден за да помине и за да направи тендери и нови фирми да ги испумпа парите, ја задолжува државата. Единствено е оправдано задолжување кога се работи за сериозни државни проекти, кои што може да донесат бенефит на државата. Развој на енергетски систем, хидроелектрани, големи проекти, кои што ќе го забрзаат развојот. Како ќе го забрза развојот болница? Или клупа у општина Чешиново-Облешево. При што Чешиново-Облешево е земено ко случаен пример. Не мислам, има такви примери. Или Лозово, или кој и да е. Не задужуваат за една година, како за 35 претходни, за непродуктивни трошоци, со непознати договори, со непознати суми кои што треба да ги отплатиме, со познати нови фирми кои што добиваат тендери. Ако ви одговара, ќе ми одговара и мене. Ја ќе си барам како поединец чаре. Затоа што секој гледа да си најде решение сам за себе, а и народот мора да има решение за тоа како сака се развива државата. Овде ги гледате граци у бело, овде ги гледате мајките и татковците и семејствата завиени во црно, со сликите на нивните чеда закопани во раце. И ова што го спомнуваме политика. А они што ви прават со овие горе со знаменцата не е политика. Тоа што е? Детски фестивал на забавни мелодии? Ја не можам никако да разберам. Овие у бело да немаат срам, да станат соучесници, да станат дел од зародиш на еден неонацизам и да го газиш народот во црно и да не му носиш закон, најобичен закон, да му помогнеш, барем малце, тоа нема да ја болката да ја тргне, да му помогнеш да преживее. Ако ви одговара, имате локални, да ги гласате, сите општини нека ги земат. И у советите, у сите совети само нив гласајте ги. Ама не заборавајте никогаш дека за се што ни се случува, виновни сме ние самите. На здравје од Будимпешта. Ќе направиме еден поскриптум, Филип? Да направиме уште мало поскриптумче, ако позволите. Дозволено. Значи, има една фантастична приказна за некој си Велјан предавник. Во Охридско се врти таа приказна. Треба да се провери. Некои викаат дека негов внук, некои викаат, не сум сигурен дека е така, дека неговиот внук треба да биде гувернер на Северна Македонија, на банките, на Народна банка, на Северна. Моите сознанија говорат дека во последните 30 години се правени обиди во народните песни од одредени луѓе кои што објавувале книги, чии што имиња ги знам, да се избришат делови од песните каде што се спомнува тој некој си Велјан, кој што ги предал комитите на турците.
Моите сознанија исто говорат дека постои документ на турски, старотурски, каде што се спомнува тој велјан. Дали има релација со овој велјан, не знам. Но ако има, јас као господин Груевски од Будимпешта, вистината е како шило. Таа врти, врти, врти и на крај ќе излезе на површина. Она што, да речеме, мене ми е битно, не ми е битно дали е предавник некој пред 150 години, но битно ми е што во многу други примери, еве вака да бидам со внимателно одбрани зборови, пошто ме влечкаат по судови, во многу други примери, луѓе со сомнително соработничко минато во претходните системи од турско, па преку комунистичко, па и сега преку ова најновото време, се наоѓаат на страната на соработници на службите, а се сега инкорпорирани високо во власта на Мицко. Ја во една од емисиите на Тешки мовети кажав најмалку двајца од неговата влада, а представници од неговата партија, веќе тоа е негова партија, имаат сомнителна поврзаност и бекграунд со службите кои што го имаат работено ВМРО ДПМН после 90. Доста ли е за овој постскриптум?